Продолжен викенд, се до тоа значи изголемена фреквенција на автомобили, сообраќајот нешто со поголем интензитет, секако се до тоа е присутно и на граничните премини. Од таа причина вестите ги започнуваме со јавувањето од инфоцентарот на Автомотосојузот на Македонија и Владимир Печијарев да ни соопшти состојбата на патиштата во овие моменти, барем кога станува збор за нашата држава, секако и граничните премини. Повелете. Добар ден, благодарам. Според последните информации добиени во Автомотосојузот непосредно пред вашето јавување, по целата земја и понатаму поволни временски услови за движење на сообраќајот, значи ведро и сончево време што секако возможува на сите патни правци коловозите да се суви и чисти, воедно со самото тоа и нормално проводни. И покрај поволните временски услови, секојдневно од Автомотосојузот за возачите крајно внимателно управување со возилата, прилагодување на брзината спрема условите на патот и секако почитување на поставената патна и сообраќајна сигнализација. Во ранните утренски часови карактеристика беа граничните премини, односно зголемен интензитет на сообраќај пред се на граничните премини кон соседна Грција, Богородица и Бановци, каде задржувањата беа подолготрени, дури на Богородица задржувањата беа меѓу час и половина, но во моментов ситуацијата е комплетно смената, значи во моментов на ниту еден граничен премин нема подолготрени задржувања од оние кои се потребни за извршување на потребните царински формалности, значи максималното чекање дури на Богородица е околу 21 минути. Секако и понатаму подсетуваме за нашите телефонски броеви кои се веќе добро познати, 155 55 и 196, каде сите ваши заинтересирани гледачи може да не побараат за вакви и слични информации. Ви благодарам за јавувањето. Секако денешниот ден продолжува со интензитетот на сообраќајот, а ние ќе ги следиме и сите други настани.